Намалени цени на денешниот пазарен ден во Штип, морковот, тиквата и брокулата со значително намалување. Што се однесува до купувачите, сепак растот на пензиите и овој петок недоволен за да се купи се што ќе се посака. Празниците дополнителен удар врз џебот на граѓаните, па затоа остануваат со решението да купат во помали количини. Пазарот е секој пат за сиромасите скап, само за богатите дај пазар, за пензионерите не. Што се највеќе пара, што се купите? Што си купиме? Компир стар, 2 зелкички, една китче си купите тоа. Па се што треба. Краставици, зелка, патлиџан, пипер, луд, јаволко и други работи. За разлика од прошло петок се намалени цени. Дали има повеќе производство? Не знам, важно цените се пристапни. Квалитет има ли? Има. Према парите и квалитетот. Па дома ќе се провери. Па дома така е. Тамам е. Што се купите? Па основни работи, зелка, патлиџани, краставици, кромит, ситни Има работи. ли квалитет или? Па како секојаш. Мислам дека Да се види дома? да, дома ќе биде. Не, не ефтин. А онај беше поскап. Прошлиот беше поскап. Само краставици и марула јаболка. Продавачите велат дека особено овој петок граѓаните не треба да се жалат за цените. На поголем дел од производите, според нив е забележителен значителен пат. Цените се како претходниот петок, значи моркова сега е малку намалена од 60 на 50, свеклото иста цена, тиква имаме поевтина денеска 30-40 од парче, брокулата падна исто од 250 на 150, јагода имам лично моја 100 динара канче или 600 грама е тоа, марулата 30 денари, магдоносот 30, лукчето 250, кромичето 250, спанаќот е 70 денари, целерот е од 180 денари од парче и руколата дива рукола 40 денари од брзано. Речи се овој петок има и намалување. Има намалување, да. На некои артикли има намалување. Речеме на моркова намалување, на тиквата намалување, на броколата намалување. Значи повеќе роба излезе, што значи дека заситене. Инаку овој петок започнаа да се продаваат и првите јагоди од оваа година, чувани под фолија на прилагодена за нив температура, не прскани како што велат производителите, природни и корисни за човека.